Вести на Канал 8, добро вечер. Иако државата вети помош за реактивирање на банскиот објект во село Бања, тој и понатаму ќе остане во сегашната состојба. Постапката за продажба е запрена и се чека разврската од денационализацијата на имотот на објектот. Бањата во село Бања ќе почека да добие нов сопственик кој ќе го врати во употреба објектот. Причина за тоа е што никој не се јавил на тендерот за продажба, што пред околу 2 месеци го распиша Министерството за здравство. Тогаш, по следбата на министерот Тодоров и градоначалникот Личков, беше речено дека ќе се бара инвеститор кој ќе ја обнови зградата што е во распаѓање и ќе ја продолжи дејноста. Тоа што пропаднал првиот оглас не значи и прекинување на постапката за отуѓување на објектот, заради што започнале активности за објавување и втор оглас за продажба. Во меѓувреме се појавиле имотно-правни пречки, што според министерот ја запреле целата постапка и сега се чека на нејзина разврска. Пред да го распишеме вториот оглас, ни се јавија физички лица кои што тврдат дека водат постапка за денационализација за Бањата. Ние тоа го испитавме, гледаме дека има некоја постапка и заради тоа сега го стопиравме целиот оглас. Чекаме да видиме дали како ќе се заврши постапката. Ако се заврши и да им се врати на луѓето, тогаш тоа ќе биде нивно и они ќе може да стопанисуваат. Доколку бидат одбиени лицата кои со денационализацијата бараат имотот Бањата, тогаш ќе биде објавен втор оглас за нејзина продажба. Министерот Тодоров смета дека се работи за правно-техничко прашање, кое ја блокира целата ситуација, но очекува наскоро таа да се разреши. Објектите на Бањата веќе 3 децении се надвор од функција и покрај повремените кратки обиди таа да проработи. Идејата на Министерството за здравство беше повторно да проработат капацитетите за физикална медицина и рехабилитација. Се очекуваше да се привлечат домашни или странски инвеститори за отворење нови капацитети, кои ќе се користат за гериатриска и палиативна нега и бањски туризам. На првиот оглас за продажба на Бањата на јавно наддавање беше определена почетна цена од 17,5 милиони денари, според проценката на вредноста на недвижниот имот, што ја направи Бирото за судски вештачења од Скопје. Граѓанската асоциација Мост организираше отворен настан во Кочани во рамки на проектот Активни за демократија. Настанот се одржа викендот во трговскиот центар, како дел од карванот во кој се посетени повеќе градови во државата. Кампањата "Вклучи се ако си исклучен", што ја организира Граѓанската асоциација Мост, се промовираше и во Кочани. Отворениот настан се одржа во трговскиот центар, а негова цел беше да се информираат младите за тоа кои се нивните права и обврски како гласачи, но и како активни граѓани. Кампањата е дел од проектот Активни за демократија, како продолжување на долгорочните напори за подигнување на свеста кај младите гласачи и зголемување на нивниот активизам, што започна со проектот Прв пат гласам, спроведен во 2004 година. До сега беа организирани настани во повеќе градови низ државата. Во рамките на ваквите настани иначе се делат промотивни флаери на младите, меѓутоа и на сите заинтересирани граѓани. Во овие флаери значи постојат информации за тоа, за изборите, за активното граѓанство и слично. И преку овие промотивни материјали ние се трудиме да ги информираме што повеќе младите. Главен предизвик на проектот Активни за демократија е подобрување на недостатокот од познавање на младите гласачи за теми поврзани со изборите, како и нискиот степен на заинтересираност за нивно активно учество во демократските процеси. Кампањата во рамки на проектот стартуваше на 15 септември годинава, како символично одбележување на Меѓународниот ден на демократијата и ќе трае уште во наредните 2 месеци. Вклучи се ако си исклучен, завршува на крајот на оваа година, меѓутоа проектот продолжува и понатаму со тоа што ќе продолжи со средните училишта, со работа со средните училишта и со професорите. Според Поповска, проектот посочува и на недостатоците во формалното образование за соодветно информирање на младите гласачи. Инаку, тој е финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Во пресред на седницата на Советот на општина Виница заседаваа Комисијата за општествени дејности и Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој. Седмата седница ќе се одржи в среда. Квалитетно одбележување на пешачките премини и непрописно паркирање, особено пред кафулињата, поставување на соодветна сигнализација кај училиштата,
се само дел од препораките што ги упатија членовите на комисијата како заклучок од разгледување на оперативниот план за спроведување на сообраќајно-воспитната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот. Планот беше усвоен со 4 гласа за. На дневен ред на Комисијата за општествени дејности беше информацијата за бројот на склучени бракови минатата година. Според извештајот од матичната служба беше констатирано дека во 2012 има склучено 3 брака повеќе отколку во 2011 или вкупно 156. Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој без многу дискусија со 3 гласа за и 1 против ги прифати кварталните извештаи за реализацијата на буџетот и подмирените обврски како и ребалансот на локалниот буџет. Едногласно членовите го прифатија барањето на градинката за корекција на цените на сместување во Блатец, како и апликацијата за реализација на проект преку форумот за води во кој општината треба да учествува со 16,7%. Советот на општина Виница седмата редовна седница ќе одржи в среда на 30 октомври. Поинтересни точки што ќе се најдат на дневниот ред се кварталниот извештај за изvrшувањето на локалниот буџет кумулативно за кварталот 1 јануари до 30 септември. Кварталниот извештај за намирени обврски на општината, кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општините и особено ребалансот на општинскиот буџет. Делегација од Кочанското здружение Јосип Броз Тито викендот престојуваше во Белград за да присуствува на погребот на Јованка Броз. Кочанци беа дел од малобројната група македонци кои одадоа последна почит на некогашната прва дама на заедничката држава. Членови на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито викендот повторно беа активни. Отпатуваа за Белград за да присуствуваат на погребот на Титовата сопруга Јованка Броз. Таму им се придружија на 5000 поклоненици, кои исто така дојдоа да одадат почест на некогашната прва дама на заедничката југословенска држава. Присуството на делегацијата од Кочани не останало незабележано и од големиот број новинарски екипи, кои дошле од повеќе соседни земји за да го забележат моментот што станува дел од историјата. Членовите на Кочанското здружение рекоа дека присуството во Белград за нив представувало посебна чест. Како што секоја година одиме на 4 мај на гробот на другарот Тито, наша чест беше да појдеме во Белград на гробот на другарката Јованка и да се поклониме за се она време што заедно со неговиот сакан другар Тито не овозможија да живееме пристоен живот. Од Кочани појдевме 7 луѓе со комбе, имаше членови од политичката партија Јосип Титови леви сили од Скопје, за други од Македонија не знам дали имаше. Престојот во Белград бил искористен и за контакти со слични здруженија од поранешните југословенски републики, при што се договорени и на тамошните заеднички активности. Ние веќе горе-доле се знаеме во Југославија, имаше што контактираме со здруженија од Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора и наредна цел ние сега за 29 ноември да појдеме во Јајце за 70 години од второто заседание на ОНУ. Николов вели дека веќе се планира календарот за активности на Сдруженијето Јосип Броз Тито за наредната година. И покрај скромните финансиски средства што ги обезбедуваат од сопствените буџети, очекуваат тие целосно да се исполнат. Заврши саемот на мед во Кочани. Посетеноста беше на задоволително ниво. Иако годинава за пчеларите не беше поволна, што се однесува за производството на мед, цената на пчелниот производ не беше променета и изнесуваше 250 денари за килограм. Пчеларите ги посети министерот за здравство Никола Тодоров. Завршија деновите на медот во Кочани. 3 дена разиграно и весело беше во градскиот парк, благодарение на децата од детската градинка Павлина Велјанова. Со песнички за медот и пчелните производи настапија во петокот, а наградените ученици од основното училиште Малина Попиванова по повод распишаниот ликовен и литературен конкурс на тема мед читаа своји творби. Настапија и фолклористите и оркестарот на културно-медничкото друштво Руен од Кочани. Традиционалната манифестација Денови на медот, која има за цел да го промовира медот и пчелните производи, годинева се одржа по 16 пат. Под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек", пчеларите од Кочани, Виница, Штип, Пробиштип, Скопје, Берово и Прилеп на своји штандови на посетителите им нудеа производи за зголемување на имунитетот, како и за подобрување на општата состојба на организмот, но продажбата, велат пчеларите, одеше потешко.
обично се производите, значи со преработка на мед, значи прво најчист мед, па после производи како што се кремови, како што ги имаме шавини, да речеме некои сладки, здрави десерти, преработка исто за мед, значи за подобра консумација на децата. Вчера беше слабо, многу денеска е малку подобро, па ќе видиме и утре. Надаме се дека ќе биде се подобро. Организатори годинава беше пчеларското здружение Матица, кое им овозможи заедничко дружење на пчеларите од разни градови од државата. Саемот на мед во Кочани го посети министерот за здравство Никола Тодоров. Вака гледам последно време многу реклами има за тие суплементи на исхрана и така натаму, некои таблети или нешто. А имаме природно многу убаво ние во Македонија. Така да вака на граѓаните би им препорачал да се свртат повеќе кон природното. Она што може да си го купат како мед, овошје, зеленчук. Тоа е најдобра превентива и најдобар чувар на човековото здравје. Иако годинава за пчеларите не беше поволна што се однесува за производството на мед, цената на овој пчелин производ не беше променета во споредба со ланската година и изнесуваше 250 денари за килограм. Кочанските свештеници ќе ја почитуваат одлуката на Македонската православна црква за забрана за користење на социјалните мрежи, но откако ќе пристигне официјално соопштение од МПЦ, велат од црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи. Затворањето на Facebook остава поголем простор да се истакнат сектите за кои е дозволено нивно користење. Кочанската црква се уште нема официјален писмен извештај од Македонската православна црква за евентуална забрана на свештениците, монасите и владиците за користење на социјалните мрежи Facebook и Twitter. По донесената одлука на Синодот на Македонската православна црква за забрана за користење на овие социјални мрежи, кочанските свештеници со став дека ќе почитуваат одлуката откако ќе пристигне соопштението дека се забрануваат за користење. Нашите ставови се наши ставови, но како законодавно тело на територијата каде што е МПЦ е Светиот архиерејски синод и ние како црква ќе бидеме послушни на сите одлуки што ќе ни бидат дадени од страна на Светиот архиерејски синод. Моментално, значи се уште ние немаме официјален писмен извештај за тоа што се забранува, како се забранува и се е сведено на шпекулација од медиумите. Според Арсовски, загуба од забраната на социјалните мрежи ќе има, бидејќи ќе се почувствува поголема доминација на останатите религии и секти. Се во зависност од моралот на човекот, како тој го користи и во кои цели. Од една страна, навистина е загуба, бидејќи на тој начин многу луѓе беа едуцирани од страна на преку Facebook порталите, преку сите тие објави што ги ние објавувавме и евентуалното затворање на Facebook, од друга страна па остава голем простор на сектите, на парацрквите како што е да делуваат на тој сајбер начин. Инаку деновиве по иницијатива на владиката Петар, МПЦ стави забрана за користење на Facebook на свештениците, владиците и монасите. Со тоа ќе се спасува честа и угледот на МПЦ. Синодот донесе одлука свештениците да не ја користат оваа социјална мрежа како начин за комуникација. Митрополитот Преспанско-Пелагониски вели дека ваквата одлука на Синодот е по примерот на Руската православна црква. За овој предлог бил поттикнат од фотографии со проститутки што се појавиле на профили на некои свештени лица, како и од недоличниот начин на комуникација што се јавува на социјалните мрежи. Инаку, одлуката не е препорака, туку забрана за свештените и монашките лица во сите епархии, а оние кои нема да ја почитуваат ќе бидат санкционирани. Дали свештениците и понатаму ќе користат Facebook, црквата ќе добива сознание од народот и сите совесни ќе ја почитуваат одлуката, а несовесните нема да ја почитуваат. Дали забраната на користење на социјалните мрежи ќе остави простор за доминација на останатите религии и секти на кои им е дозволена работа со Facebook, останува да се види во иднина. Иако традицијата налага, невестите овој пат не послушаа на црква на Петковден да дојдат во невестински фустан. Затоа пак го испочитуваа адетот да ги догорат свадбените свети и да месат погача за здравје. Православните верници го чествуваа празникот посветен на преподобна Параскева. Невестите кои стапиле во брак оваа година, во саботата, ден пред чествувањето на празникот Петковден, го посетија православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи. Дојдоа заедно со своите свекрви и мајки и ги запалија свадбените свеќи.
Се служеше вечерна богослужба во сабота, а на празникот во недела божествена литургија. Денеска си додих запалам свеките со мојата свекрва, бидејќи е денот на невестите. Денеска сме дојдени на црква да ги запалиме свеките од свадбата, да се помолиме за здравје, за среќа, за внучиња да ни даде Господ. Овај ден е Света Петка, идат невестите на црква, водат ги кои се младите, да им дава Бог ражба, дечиња, да се живе и здрави, да слушат, да поштуват. Вино и погача за здраве, пресно вино, ново од овај годишното вино и си даваме за здраве, за убаво, да се дават за свадби, за крштенки, за убаво. Овај ден е многу бав, специјално за невестите оваа година што са били невести до Петковден. И мислам и ја имам невеста и правиме свадба во Италија со сите и така дојдоме, па да се помолиме за нив, за сите, за здраве, за среќа и така. И дека нема Господ нека да. Иако свештениците истакнаа дека традицијата налага невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустан, сепак годинава немаше ниту една таква, но затоа пак го испочитуваа адетот да дојдат да се помолат за здравје и да ги донесат свеките да догорат. Инаку празникот Петковден за многу семејства представува семејна слава, бидејќи култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи од многу болести, поради што народот ја нарекува мајка Параскева. Спорт. Успешно организиран 17-тиот меморијален турнир Андонов Колев, востановен во чест на прерано починатите легенди на кочанското борење. 17-тиот меморијален турнир во борење Андонов Колев за прв пат се одржа во новата спортска сала. Настапија пионерите и кадетите на домакинот Спартак од Кочани, Бучим од Радовиш, Балканец Штип, 7 мај од Прилеп и Неготино. Турнирот го организира БК Спартак и тренерите на БК Спартак, значи двајцата тренери, Зоки и Александар, тие ги подготвува работите. Голема благодарност за локалната самоуправа на Кочани и сите спонзори кои што допринесоа овој турнир да изгледа вака по прв пат, значи во спортската сала Никола Карев. Во организацијата се вклучени и јас, значи помагам колку што можам, но поголем дел од работите ја вршат луѓето од БК Спартак. Се надевам дека овој турнир ќе продолжи да се одржува, веќе е 17-ти пат, се надевам дека ќе продолжува, дека ќе стане традиција и бренд на овој град, дека публиката ќе биде се повеќе заинтересирана, како што гледаме, значи од претходни турнири, за жал немавме толку посетеност. Овој турнир има малце поголема посетеност, поголема медиумска покриеност, поголема организација и се надевам дека од година ќе биде се подобро. Пред се голема благодарност до локална самоуправа на општина Кочани, до градоначалникот Радко Димитровски. Поканевме 8 клуба, така да се движува на добар ред. Очекувам добро борење од Иван Јанев, најдобриот борач на Спартак, тука е Глигор Ранев, Дејан Симеонов. Турнирот одблизу го следеа големи имиња на македонското борење, меѓу нив и живата легенда на овој спорт, Насе Насев. Пред се ја да му честитам за организацијата. Турнирот е за почеток одличен, затоа што с комбинацијата нова сала, нови опреми и така натаму иде убаво. Што се однесува до квалитетот, ова е, има почетници, има поголеми борачи, постари, помлади, така натаму. Од нив ќе произлезат сигурно квалитетни. Првите борби покажа и многу убав квалитет, за разлика има квалитет и не квалитет. Меѓутоа, важно е да се одржува и важно е дека борењето ќе крене пак полека, така да мислам дека ќе има иднина. Прво ми представува чест што бев поканет да учествувам, да бидам присутен на овој турнир. Андонов Колев во сеќавени чест на нашите двајца големи спортисти и кои се пример треба да бидат пример за многу спортисти како понатаму треба да се борат во животот. Спартак им се одолжи на еден начин што организира турнири, ова го прави секоја година во сеќавање на нив и мислам дека тие тоа го заслужија. Иницијативата за турнирот од пред 17 години дошла од самите борачи на Спартак. Се сеќаваат луѓето кои го следат од самиот почеток. И почетокот се организира со преко донации, мислам, спонзорство и тие работи. И до ден денеска исто така мислам, еве сега и општината Кочани како покровител на турнирот треба и идните години да продолжи со исто така
мислам дека треба малку повеќе помасовно да се организира турнирот, да има повеќе екипи од страна, да има екипи како порано имаше и од страна екипи од Бугарија, од Грција, од Србија. Главниот пехар за најдобар борач на турнирот заврши во рацете на најдобриот кочански борач Иван Јанев. За најдобар млад борач беше прогласен Јане Буровски од Неготино, а за најдобар техничар Герче Батевски од Бучим. Победи во своите категории однесоа Лео Насевски од 7 мај до 42 килограми, Тодор Темелковски од 7 мај категорија 47 килограми, Горан Михајлов од Балканец категорија 53 килограми, Серхан Шакири исто така од Балканец категорија 59 килограми, Герче Батевски беше најдобар во категоријата до 58 килограми. Во категоријата 63 килограми славеше Никола Петров од Бучим, а Ѓорѓе Јосифов од истиот клуб беше најдобар до 69 килограми. Во категорија до 76 победи Фиданчо Јованов од Бучим, а Михаил Николов од Балканец беше најдобар до 85 килограми. Организаторот на турнирот не ги заборави ниту ветераните на Спарта кои своевремено ги донесоа најголемите спортски успеси на Кочани. Им додели благодарници на Насев, Ефремов, Соколов, Алексов, Нешев, Донев, Јанев, Јорданов, Кировски и браќата Ефтимови. Кочани со успех во своето деби во втората македонска футсал лига. Во првото коло совладана екипата на Фифи. Осогово стигна само до реми на гостувањето во Каменица. Во премиерниот настав во втората македонска футсал лига, Кочани ги оправда и своите и очекувањата на спортската јавност и со 7:2 ја совлада екипата на Фифи од Пробиштип. Но не одеше се така глатко, особено во првото полувреме по кое резултатот беше нерешен 1:1. Најефикасен во домашниот состав беше Лјупчо Коцевски, кој постигна дури 4 погодоци, сите во вториот дел, во 29-та, 32-та, 33-та и 35-та минута и беше инспиратор на високиот резултат со кој победи неговиот тим. Уште тројца играчи се запишаа во листата на стрелците, Балдедовски во 10-та, Деспотов во 28-та и Велков во 37-та минута. Головите за Фифи ги постигнаа Иванов во 6-та и Јовчевски во 40-та минута. Заради некоректен однос, гостинскиот тренер Петровски заработи црвен картон на мечот. Осогово остана непоразен во македонска Каменица, но ремито од 1:1 има горчлив вкус, затоа што кочанскиот тредолигаш пропушти шанса да си замине со полн плен од ова гостување, откако Косевски не успеа да реализира 100% шанса во последните моменти од мечот. Со 1934 очекувано со минимални 1:0 го совлада Карвинци во Виница. Чешиново исто така славеше на домашен терен над Работник со 5:3. Останати резултати од колото: напредок Здрави Радово Беласица 0:2, Тракања Баби 0:1, Брегалница Гола Кјака 1:1. Надпреварот Стиво Рудар во Штип беше прекинат при водство на домакините од 3:1 поради упат на гостинските навивачи на теренот во обид да се пресметаат со противничките играчи и полицијата. На табелата води Беласица со 31 бод, втора е Слуга 934 со 27, Баби се трети со 22 бода, а Осогово на четвртата позиција со 20. И уште една вест за крај на спортскиот блок. Нов одличен настап и нов златен медал за Адил Мехмет во категорија јуниори до 68 килограми на 32-иот меѓународен меморијален карате турнир Никола Градановски Ниќе. Мехмет лесно стигна до финалето, каде за противник го имаше Ирфан Мисини од Куманово, кој во решавачката борба предизвика скандал. При убедливо водство на Адил Мехмет, Мисими со 2 недозволени удари во нога го повреди кочанскиот каратист на кој му беше укажана лекарска интервенција. Борбата заврши со конечен резултат од 4:0.
Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што не следевте. Довидување.